Есента е време на растечка возбуда предизвикана од пазарната понуда на продукти неопходни да се презими. Во зависност од вкусот или од апетитот, секој има право да го направи својот избор, иако е евидентно дека постојат медиуми, кои не се неутрални, отворено им изразуваат подршка и фаворизираат одредени кандидати. Средината на септември е периодот кога на земјоделскиот излог, односно тезгите, самоуверено се појавува кралот на туршијата, незаменливите корнишони. Во таа тегла во која својата специфична улога ја остварува и прокламираниот крал, сепак има и друг зарзават кој е предпоставка за додадена вредност, иако не секогаш, затоа што може од минатата реколта и е толку стасан што може да ја скисели зимницата. Што поголем број на независни листи, независни кандидати е богатство за општеството. За жал, во овие наши независни листи и кандидати не гледам многу стандардно независни, него гледам бивши зависни кои станале независни. Туршијата сепак зависи од избраните продукти, а уште пред почетокот на незината подготовка владе е мртва трка за тоа кој ќе го добие приматот и ќе успее да биде на менито во наредниот период. Бербата може да почне. Ова никој не го очекуваше. На неколку месечните отворени земјини искупи на улицата Панче Караѓозов веќе почнале да растат патлиџи. Ги повикувам опозиционите партнери да прекинат, односно да ги соберат патлиџаните кои што ги почнале да ги берат од нашите проекти кои што ги работиме, заради тоа што во брзо време ќе има асфалтирање, па така да не им пропаднат продуктите, нека си ги соберат побрзо. За да се соберат и товарат, откако ќе биде поставен на асфалт, потребни се и возила. Службени не може оти таква забрана издаде државниот антикорупционер. Па за туршијата да се фати, функционерите и од едната и од другата партија мора да бидат не само брзи, итри и снаотливи. Некои од градоначалниците трошат општински средства, односно средства од буџетот на општината за набавка на гориво, кое гориво се точи во други приватни возила и тие се во функција на изборни, односно партиски активности кои што се започнати пред време. Прекумерната употреба на есенција која се користи за да се направи пресол може да создава мачнина. Ама кога е за повисоки цели, тогаш се може да се истрпи. Границата на толеранција е избришена, оти целта е сепак да се презими. Самиот направив личен компромис, бидејќи знаете во политиката често пати се помирувате со работи и правите пактови и често пати верувате во работи кои што во нормалниот живот предизвикуваат силно чувство на гадење, но во политиката тоа е нормална работна атмосфера. И на крај, кога туршијата ќе биде готова, неопходна е уште една проверка од искусни и вешти лица. Обвинителството издаде и голем број насоки и наредби за вештачење и прибирање на документацијата, меѓу нив и наредба за градежно вештачење до Теолошкиот факултет во Скопје. Изгледа дека зимницата и пред време е стасана. Време е со Божја помош да се спакува и оваа тегла.